Своите позиции одлично расположени и ќе се направат неколку вкусни јадења. Секогаш ни се добре дојдени одлични нови асистенти кои што од редовите на нашата верна публика ни пристигнува. Денес имаме две сестри, едната ни пристигнува од Кочани, едната од Скопје. Најпрви шеф Бобан покрај себе ќе ја пречека неговата асистентка господја Елица од Кочани. Елица, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Баш ми е драго што сте тука со нас. Добро дојдовте, повелете кај шеф Бобан. Ајде, Елица. Господи Елица, добре дојдовте во Брза кујна, драго ми е. Повелете, оставете си тука турбичката. Секогаш таза, секогаш одличен избор за пречек на гости, манастирски локум, направен по традиционален рецепт. Од Берово. Од Берово, да, ова е со вкусна чоколада и порток. Чоколада и порток. Да. Тоа е одличен вкус, господјо, пробајте, ги се уверите. И така убава енергија ќе ви даде за мерак. А сега вие треба да ни кажете што вие испазарите, да ги видиме вашите намирници, Елица. Ајде да видиме што вкусно денеска ќе подготвиме, господјо. Тука, брокула, свежа. Имаме коленица, свинска. Чедар кашкавал. Што се ова? Гиро пити. Ролери. И две круши. Супер, ете ги намирниците. Да. Па, може да се каже дека се убави намирници, меѓутоа, ајде најпрвен ќе почнеме со главното јадење, свинска коленица. Знаеме дека коленицата е потребно малку подолго време за и подолг процес на обработка, за да биде убаво одинствена, да си паѓа сршта, да испадне целиот срш од коленицата, од коската, да ни се свари мевцето, ова мускулесто такво мевце, меѓутоа ние овој пат ќе го подготвиме на поинаков начин, а тоа ќе биде како? Сега ќе објасниме, малку масло за јадење во тава ќе додадеме, малку путерче, прас ситно сецка на тркалца, потоа ќе го исецкаме ова покрај коска, ќе го извадам убаво мевцево, ќе го исечам на потенки парченца, ќе го пропршиме заедно со празот внатре, ќе додадеме малку од буковецот кој што го имаме пикантен, малку кисели краставички, ќе додадеме малку сенф, ќе додадеме малку исто така и водичка, се до тоа убаво ќе го издинстваме и на крајот ќе го ставиме врз гиро питите. Од озгора ќе изрендаме чедар кашкавал и ќе одат кратко да ни се запече творена, да ни се растопи чедар кашкавало. Тоа ќе ни биде како главно јадење. За пред јадење имаме брокула. Брокулата јас предлагам убаво да ја обариме. Нема да ја вариме долго. Ќе ја вариме така да ни биде убава крцкава. И ќе ја ставиме во една тава. Потоа во таа тава ќе направиме една комбинација со јајце. Ќе додадеме чедар кашкавал внатре на коцкички, ќе додадеме кашкавал на коцкички, ќе додадеме сиренце, ќе додадеме малку неутрална павлака, малку кисела павлака ќе додадеме внатре, ќе направиме нубава комбинација која што ќе ја прелиеме од озгора врз брокулата и ќе оди кратко варена да ни се запече исто така. Ќе имаме одлично печена брокула со неколку врсти на сирење. Десерт круши и чоколадни ролери. Или чоколадни вафли со чоколаден крем полнети. Јас предлагам, господи, едната круша да излупиме, да изрендаме, а може и да изблендираме во блендер заедно со колачињата. Ќе направиме една убава смеса, внатре ќе ја збогатиме со рум малку, ќе додадеме малку путер, направиме една убава смеса која што ќе направиме на крајот бомбици. Ќе направиме бомбици кои што ќе ги извалкаме во кокосово брашно, а може и во чоколадни трошки и ќе ги сервираме на една чинија заедно со свежа круша. Тоа се нашите идеи за денешната брза кујна. Идеи кои што за 20 минути треба да бидат реализирани од страна на тимот на Пиперките, каде што шеф Бобан денес за негова асистентка ја има Елица. Време е и тимот на доматите да ги добијат своите идеи за денешната брза кујна, па да започнеме со готвењето. Но треба да ја пречекаме и да ја запознаеме асистентката на шеф Никола, а таму ни пристигнува господја Светлана. Добре дојдовте, Светлана. Добро ве најдов. Како сте ми? Добро. Расположени ли? Вие добри ли сте? Супер. Здраво живо, господине, добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Дајте ми таа турбичка да ја ставиме тука. Здравствуйте, Светлана, добре дојдовте во Брза кујна. Драго ми е што Добре сте ве тука. најдов. Расположени, одлично изгледате, повелете кај шеф Никола. Фала много. Кај шеф Никола, но пред да ги видиме вашите намирници, да ве послужиме и вас со манастирски локум, вкусна чоколада и портокал, нешто што одлично ќе ви дојде за почеток. Благодарам. Да. Засладете се
и да ги видиме сега и вашите намирници. Дајте го тоа картичето кај мене. Ајде да видиме господи што испазаривте вие. Што имаме? Свежи Печурка, шампиньони. шампиньони. Добро. Потоа имаме пилешко мини филе. Кобасици. Имаме колбавчиња некочадени, караджиски. Ајде. Тестенини фусили од перфето. Наполетанки Наполитанки. и ананас. И еден убав машала свеж ананас. Не ни собира такова. Браво, господи. Ми се допаѓаат намирниците, убави. Но чим се убави намирниците, ги си има малку повеќе работа денес. Лајке работа. Така е. Ајде од кај да почнеме? Ќе почнеме од тестенините. Со тоа што ќе ги направиме тестенините. Сакам да ги направам подпечени тестенини. Подпечен. Да, подпечени тестенини со тоа што ќе ги свариме, брзо се варат, супер се, а една страна ќе најпрво ќе пропржиме колбавче, ќе ставиме шампиньони, ќе ги пропржиме со малку прас и на страна ќе сматиме јајца со малку павлака и кашкавал, потоа ќе измешаме пржените шампиньони и колбасот, ќе ги ставиме тестенините и во ред ќе ги пикнеме да ни се пече. Тоа ќе го направиме како предјадење. Главно еден ќе го направиме пилешкото мини филе сигурно. Сега како да го направиме? Дајте ми некој идеја. Сакате пржено, сакате во сос, сакате печено на скара, значи имаме мал милион начини на подготовка. Па може и у сос, може и на скара. Како? Па ќе го направиме најпрво печено на скара, потоа ќе оставиме во сос. Може, може. ќе направиме еден убав крем сос од шампиньоните и колбасот и ќе оставиме да не се издинста потоа во сосот. А ја ананасот го меркав нешто, ама немам доволно. Ај ќе видам како ќе имам време, може да направам на два различни начини, да го направам така на кинески начин со малку ананас, сладко љуто солено да биде, интересна комбинација. И ако не ананасот сигурно ќе остане за десерт, ќе ги изблендираме овие колачиња, дел од нив, ќе направиме еден печен колач и другиот дел ќе направиме еден убав мус од ананас. Два различни десерта, ладен и топол. Може? Може. Тоа е тоа. Некако ми се чини многу работа, а само 20 минути. Дали ќе успеат сето ова да го реализираат денес шеф Никола и неговата асистентка Светлана? Интересни предизвици пред двата тима. И тимот на пиперките, и тимот на доматите подготвени за старт на денешните 20 минути. А 20 минути започнуваат да течат. 3, 2, 1, акција! Ајде! Да ставиме во блендер да се изблендира заедно со колачињата кои што ги имаме. Веднаш се фаќаме за работа. Така е. 20 минути, многу, малку, доволно. Што велите вие? Ќе видиме. Полили шеќер? Значи, некако не ви се верува. Не ми се верува, ќе видиме. Не. Вака ви се кога ги верува, слушате господја? како зборуваат, си велите што зборат овие. Гледате редовно брза којна? Гледам редовно брза којна. И како се одлучивте заедно со Светлана да дојдете? Дали баш тие 20 минути беа главна причина? Внукичката ме сакаше да дојдам. Вистина, како се вика Да, вашата Тања. Тања. Она сакаше да дојдам, бабо пријави се со баба Светла вика да иде. И така се пријавивме. Одлично, сега ќе си ја поздравите ли? Си ја поздравам. Еден голем поздрав за неа. И сите останати, веројатно, имате... И сите останати. Керка, зет, други внучки. Еве таму да махнеме вака. Син, снаичка. Нека се живи и здрави. Дел тука Нека во се. Македонија, дел во Германија. Поделени се. Да. А, кој кај си ја нашол среќата там? Да. Да. Боби, прас подготвено. Празот е подготвен. Сега ќе ја ставам и брокулата со неа вака покрај рачките. Да се Ќе исече. исечам цветовите само. Кратко, како кажа, да се обари. Кратко да ја обариме со неа. Потоа ќе оди на подпекување. Добра, а тука ни се Се допаѓа растопува. многу е свежа, убава, млада брокулава. Ќе имаме одлично предјадење со неа. Убави намирници испазарени од нашите асистентки. Еве го мини пилешкото филе за чинета. Го зачинив, му ставив масло за јадење, го ставам да ми се пече на скара, за да ми се ослободи шпорето. Супер. Светлана, по желба на внуката, Да, на Илица сте тука денес. да.
И баш вие две во комбинација. Она така сакаше. Да, браво за неа, ете. Си исполнуваат желбите Се секогаш. исполнуваат. Да. Да ве запознаеме и вас нешто. Вие сте во Скопје? Во Скопје, да. Да. Пензионерка. Чувам внучиња Внучиња од син, керка? од син. Од син. 2 сина имам. Така, ќе ги поздравите ли сега? Ќе ги поздравам. Чека, двата сина. сигурно. Еве, баба Света, Двете таму свети камерата. Снаите, синоите и внуците. 2 внучиња имам, Ева и Василче. И ева и Василче нека уживаат сега да така гледаат баба Светле како тука со шеф Никола нешто прават за јадење, ама дали ќе стигнат за 20 минути? Ќе видиме. Што велите вие баба Светле? Па по гледањето гледам, ама сега има многу за правење, ќе се стане. Ама кога пати шеф Никола, ова ќе правам. Па чека, ама ти вака како ми стоиш тука и ми сметаш, Млада ништо нема да невеста. направам. Ништо нема да направи. Ајде, ако не направат, јас ќе бидам крива. Тука, за станата сега дрр. Треба да работаме. Работи шефе, јас тебе не те Добро, прашувам Сања, ништо, не за викам. тебе знам се, не знам за Светле ништо. Сакам да се ја запознам. Знам да еве, оставам и денеска да арба ми видите. текна да се пече, имаме Има колач за работа печење, тука. Сања. Треба сето, ема гледај како Светле убаво, се педантно ти Не, се. господјата супер си работи. Вие што работите? Кај се пензионирате Светле? Ја имам работено во Рударски институт, па после работев, ми фалеа години стаж, у Веро работев на пилара, ама имам и работено во кујни. Ете, гледаш? Имам работено во кујна, во кафичи, во кафана. За да си го исполните стажот и годините за стаж, За да си стаж, изберете Еве бе. тие наполитанки да отвориме и ги разбираш ти повеќе, ја многу не ми идат. Што не ти иде? И ставаме внатре колку? Па неколку ќе ставиме, нема да претеруваме, пошто Ого, овие са и тука затворени. Сања, леле, Не е до Сања. мене, овие така се затворени, направени. Што ти фали, Никола? Тука на дацката кај што сечев колбас. Леле, човеков, само мани да наоѓа Стави. некој. Кај му помагам, кај... Кај му одмагам. Ја Баца само го сме, малку само видео. Опа, бата чире. Да ги земе овие. О, шефов рече малку, ја да не Што стави направите? многу. Сам јас Не гледај сега што направи. Ајде. Еве шеф Боби свинската коленица. Бомбиците ставете ги на... Колку убаво. Само малку. Каде да ги редиме во чинија? Па може и на даска, а може и во чинија. Како е полесно на господјата, така Сања. Убави бомбици, убава смеса. Да. Како е во Кочани? Супер. Орис има ли? Реков од Кочани Орис ки ни донесе, но изгледа доста ви од Орис. Но наистина убави јадења се прават со Орис. Да, има доволно. Да. Што може со орез да се направи. Вие сте баш во Кочани? Да, баш во Кочани. Убаво градче, има убави места каде да се прошета. Ја близу до болницата живеам во Кочани. Така, таму сте? Да, Не го познавам многу Кочани, знам браната градче е убаво местенце. да, Каде убаво, што? преубаво. Да, доста туристи ги доаѓаат. Горе на Осогово има убаво Да. туристичко место. Има каде да се... Има Да. каде да си. Не видиме убави гиро лепчиња. Ќе ги искористи денес шеф Боби на еден интересен начин. Аз се чудев што ќе прави со нив и со свинската коленица, но ето. Има решение за се. Ќе направам Сања. Рендото, ако може само да ми го подадеш, те молам. Така, ти благодарам. Рендето да го најдам. Еве го рендето. Тука не можем вака. Ги ставам вака. Малку кисела палака. Еве ренда, еве Ти чеда. благодарам многу, Сања. Супер. Ти ги примачкаш малку да Малку кисела подомекнат убаво. палака. Тука додававме кисели краставички, прас. Прас пропржен со путер и масло за јадење, кисели краставички, коленицата ситно ја исецкав, убаво се до тоа пропрживме, сега додав малку сенф, додав мешан зачин еленка, сол, бибер, малку водичка, водичката е скоро испарува. Сега ќе ги
ќе го нанесам целата таа смеса врз овие гиро лепчини. Одлично. Како предлог за главно јадење денес имаме од шеф Боби, нешто навистина примамливо и вкусно. Убаво мириса. Да. Супер. Еве, јас дојдов. Кај дојде? Па тука ме бркате, ама дојдов. Неш кај таму. Ова е за тестенините с него. Да, подпечени ќе биде. Сега, ананасот на 4, пола од него го ставате во блендер. Пола, тавата на средина да не падне. Така ли? Да. Чекај нешто. Отидоа ги лепчињата. Толку од одгора малку со чедар кашкава. Бомбици едно чудо имаме, супер. Каде имаме сиренце да има? На средината го исечам или не? Не знам како ви кажа, половина? Па да, пола ананас. Кида во блендерот. Ајде. Па ги си одиме уште малку. Ајде. Ајде, Ова ќе Сања. оставиме, ќе му треба за друго. Ајде. Сега ова да го блендираме? Да. Ајде, дајте, јас ќе блендирам, вие земете во миксера. Одоздоле. И кремата, така шеф Никола? Да, може. Ајде. Браво. Тоа е тоа? Тоа е тоа, да. Ова ќе оди, веројатно, потоа во кремот. Што додаваме во смесата? Јајца, млеко? Јајца, млеко, додав една лојца брашно, само за да се поврзе смесата. И ситно исецкан прас. Ќе видиме како се тоа ќе изгледа. Сега ги Тестенините стави футер во тавата, ги ставам тестенините. Ставам до зајрето, кое што го имавме. Ето така. Треба тоа ќе ми треба мене. Ставам зачини сега, што таму ништо немам стајано. на половина сме од времето. Веле, многу убаво. Многу задачи зададени. Многу малку масленце. Чекай, ще му само малку нека се загре, за да можам да го убрзам процесот, после го киде во рерна. Знаеш како да направи бух, само да... Ајде. Колачот убаво се пече. Кратко обарена брокулата и сега што ставаме? Ренат чедар кашкавал, сиренце кашкавал, кисела павлака внатре. Многу убава зелена боја е брокулата, свежа. Малку ќе додадам и крем за готвење. Малку сусом ќе ми треба. Нешто зачини еденка и сусом. Опа. И ово оди да се подпече. запече се. Бомбиците добри се. Ви се допаѓа. Да. Сте направили ли некој рецепт од брза кујна, кажете ми, Илица? Повеќе шпагети и макарони. Тие брзи. Да, тоа брзо. Со што има дома? Со што има, со тоа ги прави. Ете, па тоа е умешноста, нели? Да се Што направи, има да се од ништо нешто да се направи. ништо нешто да се направи, да. Ете, и бомбиците одлично излегоа. Фантастично излегоа. Супер. Браво. Шеф-Боби, задоволен? Преубави се. Да. Господјата веќе се знае работата. Да. Ми даде совет за бомбици. И јас Прифати. прифатив, да. А што ќе правиме сега со овие гиролепчиња што Ќе остана? направам нешто на напора са ни. Баш убаво. Да. Те ја направам така убаво за чинета. Па имаме голема количина, ќе ни останат. Употребивме само две, барем да ги употребам голем дел, да видат гледачите дека може и од така постар леп малку да се направи нешто кога би се запекол на масло? во тава со малку путер и масло. И зачини? Мешавина од зачини. Ќе додадам внатре мешавина од зачини. Знаеш дека дома не ми текнало вака од дома? Да. Многу убаво. Да. Еве вака. Супер. Мислам дека доволно ќе биде. Ај уште едно ќе исечам. Нека има. Нека има повеќе, зашто
Да не ни се усладат, нели? Па да не се усладат, па после ќе биде... Ето, шеф Никола, Требаше сакаш ти повеќе. напора? Па друга се скара добра, некоја... И па има со колбасов, например. Може. Имаме комбинација. Што направивте сега? Па го направивме мусот, сега ќе додаеме внатре блендани. Дај тие перки да сања од таму. Еве, дај ми ги овде срце. Многу ти благодарам. Денеска ми се најде, браво. И тоа ќе додадеме внатре во кремот Тоа сега? ќе го додаеме во кремот и со лажите убаво ќе го измешаме. Ајде. Оставете тоа слободно, потоа ќе се средува на крај. Важно да завршиме се јадењата за 20 минути. Вие дома може би како готвите, така и си чистите истовремено? Да. Сега тука немаме такво време. Да. Луксус ми е тоа. Добро. Тука на крај ќе средиме се. Ето. Ми помага ли некој во кујна? Па маш ми знае да готве. Стварно, браво. Добро и знаата. Така да... Си ги делите обрските, значи делиме. не е секогаш се на вас. Не, Значи сопругот знае да помогне. сопругот знае. А на пазар кој оди од вас? Сопругот и синот. Па да ги поздравиме, значи знаат каде на која тезга Све има знаат. све најдобро и во која Све. месара месо да купат. Супер пазарот. Браво. Не многу е тамана. Не. Никако. Одите ли вие во Кочаника илица? Одам. Да? Одам, па. Таму е брат ми и брат имам. И одам. Додека беа живи и мајка ми и татко ми почев. Почев се. Да. Поредко, ама одам. Да, ете ќе поздравиме и вашиот брат и неговата фамилија кои што сега сигурно ве гледаат. Еве како шеф Никола тоа сега ќе го сервира. Одлично. Боби и прави и јаде истовремено да пробаат, да не фали никој зачин. Ми падна едно навака сања. Како на мене не лекна? Супер идеи. Сакаш да пробаш сања? Сакам нормално. Јас мислам е одлично печена. Лукче додадов внатре, во гранули. Да, Додадов малку путер, масло за јадење, кристал. Додадов мешан зачин еленка, сусам и буковец. Додадов малку исто така и сол и бибер. Убаво соленки. Браво. Сега ќе ги Одлично. сервираме. Супер, бобиците се направени. Што ќе правиме со пилешкото, каде е сосот? Што интересно. Нели? Да. Гледај се, земем една дъска и треба малку место да помагам. Треба стане. Оно тука. Стане, оно тука. Ај, види го ти шефот. О, ние веќе готово. Шефе, ја оваа даска да ја земам дома денеска. Може бе Сања, со Знаеш задоволство зашто? На денеска си мајка за... ми е роден ден, да и го честитам роден денот на Не, да мојата е мајка, жива и вака, здрава. да однесам торта, не сум направила. Може, еве торта Нека ми е нема. жива и здрава. Мајка ми, ете, гледаш какви идеи ти даваш. Браво бе, Сања, бе, како не ми кажа Пекна. порано, бе. Што ќе направиш? Ќе направи. Ќе направи тортиче едно, па ќе се потруди. Секогаш правите ви убави работи, така што таа си ужива кога ве гледа, а шеф Боби, што со... Чекај сега, ова врзна фурата од озгора? Малку доматен сос со лупче во гранули. Уште повкусно ќе биде Сања. Макдоно ситно сецкан, додав внатре малку мешан зачин еленка. Чувствуваш колку убаво мириса? Многу во мириса. Јас го гледам часовникот, дали вие го гледате Елица? Тука измеѓу камерите ќе го видите часовникот. И сега реално е тоа што го гледа. Реално. Нели? Како рековте внукот да се вика Тања? Тања. Тања, значи, а на Тања дали се веруваше? Одете бабо видете, а? Да дојдам да видам. Еве за Дали Тања. може да се постигне? Поздрав. Како се стига? Тања помага ли во кујната? Помага. Браво. Колку години? 19. 19, е па таман. Да. Тања може и сама, сигурна сум дека готви, а еве баба ќе потврди дека за 20 минути се е готово. Ете во сосче како изгледаат убаво. Светле? Амера. Нели? Да. Имаме и Намали го време. Сања тоа малце. Знае шефот. Знае, знае. Да ги се научиме господи да не знаеме се, па не може се да знаеме и ние. И Нека ние си учиме крчка. секој ден од вас. Чекај да видиме тука нешто. Да, вие сте си супер домакинки дома. Сигурно секој ден се готви. Секој ден. Да? Сукате, месите? Знам да тегнам, а не знам да сукам. Сестра ми за тоа е. Значи едната сука, другата тегне. Поделени обрски. Месам за месење, месам. Ете, ја, например, сакам тегнато повеќе. Виж. Ето. Од сукано.
А да ти кажам, ама и суканото е многу убаво. Не, убаво е, не едно велам и дека друго не, е ама убаво. доколку би бирал дали би јадел сукано или тегнато, сакам тегнато некако зашто ми е потенко. Потенко е тестото, да, само заради воздушесно тоа. некако. Да, супер. Нашите вредни домаќинки денес одлично се покажа и благодарение и на нивната помош и асистенција 20 минути се чинат сосема доволни. Преостануваат само оние финални, последни 2 минути до крај за Елица и Светлана да не ја постават трапезата. Што значи? Приборот, виното, салфетките, се она што е подготвено го поставуваме секоја во својата трпеза. Пиперките на зелениот дел, а доматите на црвениот дел од нашата трпеза. Ајде, шефови, да ги искористиме максимално овие моменти за една убава декорација. Ете, шеф Боби, бомбиците фантастично сервирани. Одлично. Може десертот, може комплет се да поставите. Главното јадење многу убаво. Убаво запечено. Одлична идеја. Сето тоа изреализирано за 20 минути. Мајсторски тоа го правите, шеф Боби, како гледаат асистентките со уживање во она што го доживуваат денес тука, гледајќи како сето вие тоа го подготвувате. Подпечени макарони, вистински мерак денес. И во тимот на пиперките, и во тимот на доматите. Стекува последната минута. Немаме уште многу. Молам една песна за песање. Леле, Боби, ако сакаш да заврши убаво емисијата, ти испе едно рефренче. Карамфило, фил-фило, моме карамфило, фил-фило, карамфило, фил-фило, 10, 9, 8, 7, 6, 4. Карамфило, фил-фило, како за финиш на денешното готвење во брза кујна. 20 минути одлично време за реализација на неколку интересни идеи. Драги мои, сега правиме една кратка пауза, а потоа се гледаме покрај трпезата и продолжуваме со брза кујна. Да, продолжуваме со брза кујна. Се беше подготвено во рамки на тие 20 минути за кои што нашите денешни асистентки не ни веруваа. Но еве, сега дојдоа, видоа по препорака секако на нивната внука. Илица, сега што ќе ми кажете? Супер. Колку време ни требаше? 20 минути. 20. А некој друг помагаше И тука? порано, не. Значи, возможно било. Возможно. А вие сте гледали и сте се чуделе како е. Чудиме се како се постигне. Ќе си земете еден ваков шеф Боби ако се најде друг на пазарот или шеф Никола за 20 минути што готват. Светле? Нема такви на пазар. Да. Прекрасно. Не мислев дека ќе се постигне за 20 минути. Кога почна да раскажува шеф Никола, во ќе правиме, тоа ќе правиме. Леле, Ја реков. ја дури се многу е. преплашив. Еве, тука е се е подготвено. Добре, стигнавме, господи, јас сум среќен. Стои таман си. Останува само да видиме шеф Никола, печено ли е сето ова или живо ќе им го дадеме на Вака сега асистентите? до сега не мрда, па ќе видиме. Ајде да видиме, да не е Ајде. случајно живо. Ајде ќе почнеме од тестенините, подпечени тестенини као пред јадење. Најпрво тестенините перфето, време на варење 6 до 7 минути. Веднаш ги ставивме да се варат на страна во тава. Исецкавме колбас чаден кој што го имаме, додававме шампиньони внатре, а во друг сат ставивме 3 јајца, малку млеко, малку брашно, половина ножица брашно и мешавина од зачини. Потоа тестенините во тавата, зајрето од колбаси и шампиньони, потоа смесата од јајца со малку прас. Грендан кашкал и сето отиде во рена да не се пече. На крај имаме... Мене многу ми се допаѓаат. Какви се? Господи, видите. Охо, кашкавалче да се тегне, видите. Топ! Печено. Не, тоа топло е, па од рерна го извадивме, господи, какво да биде? Топличко. Ладно не може да биде. Ево га ќе оставам тука во лажицата, имате се. Пробајте, уверете се во вкусот и кажете ни дали нешто фали.
10, прекрасно. На зачини дали е погодено? Добро е. Секако треба. Одлично. Таа е таа. Супер. Многу вкусно. Ова не било живо, сања, така Не да било. може. Значи со предјадењето сме окей. Подготвено е како што треба. Барем во тимот на доматите. Сега во тимот на пиперките ќе видиме. Тука нема некој сомнеш до душа. Имавме преубава свежа брокула, убави цветчиња брокула ги ставивме да ни се сварат во вода со малку сок од лимон, додававме малку сол и бибер внатре. Откако ни се свари брокулата, ставивме во една тава за печење, потоа направивме една смеса од кисела павлака, рендан чедар кашкавал на коцкички, сирење дробено внатре, се до тоа го измешавме со малку крем за готвење и направивме неколку вида на сирење кои што ги преливме од озгора врз брокулата да ни се запечат во рерна. На крајот додадовме малку сусамче, за да имаме уште поубав вкус и малку мешан зачин еленка. Вака. Убаво сварена брокула. Ке внимавате, господја, поради тоа што е многу жишко. При дегустација. Вака. Дувнете си пред да дегустирате. Уживајте, господја. Супер. Одличен баланс на неколку врсти на сирење, господје. Тука кога би имали уште и сино сирење да додадеме, тоа би било перфектна комбинација. Меѓутоа и вака мислам дека е добро. Супер е. На здравје, господје. Тука имаме исто така и уште едно предјадење кое што не очекувавме дека ќе го направиме. Ни останаа многу гиро лепчиња. Решивме да ги сечеме на коцкички, да ги ставиме во една тава, да ни се испечат со мешан зачин еленка, буковец додававме внатре, додававме лукчево гранули, додававме малку сол, бибер, путер и масло за јадење кристал. Се до тоа убаво го испрживме лепчињата и ги ставивме во една чинија. Направивме еден сос доматен сос, ставивме во тенџерче со ситно сецкан макдонос, додававме малку лук чисто така во гранули. Откако убаво ни зовре сосот, го приливме од озгора врз лепчињата гиро и на крајот изрендавме сиренце. Додававме исто така и малку копар свеж ситно сецкан и имаме одлична комбинација на зачини со лепчиња, печени, што се надевам дека ќе се допаднат на господјата. Повелете, господјо, дегустирајте и уживајте. Јас ги пробав, меѓутоа со доматен сос не. Сања сакам да видам што сум направил. Многу убаво. Модерна, богата нафара. Што велите вие, Елице? И сусам додав. Десетка. Суво лепче дома и еве една одлична идеја. Да. Многу е вкусно ова за со пивце, така за со винце. Има некој шмек. Има, да, на лукчето. Многу се чувствува, доматите. Да. Тоа беше нашето предјадење за денеска, Сања. Отвараме апетит, знам, извинете, драги гледачи, но така е. А сега ќе отвориме апетити со главното јадење, кое што во тимот на доматите го подготвија шеф Никола и Светле. Повели шеф Никола? Имаме за главно јадење свежо пилешко мини филе. Решив да го оставам такво како што е. Веднаш го зачинив со малку сол, еленка зачин, оригано и масло за јадење кристал. Потоа го ставивме на скара да не се пече. На страна, во тава една, испрживме половина главица ситно сецкан кромит, 2 чешниња лук, шампинјони и колбасна парчиња. Потоа налеавме бело вино, додававме путер, крем за готвење и направивме еден преубав сос, каде што парчињата пилешко филе ги ставивме внатре во сосот, убаво искрчка и ги сервиравме во чинија. Во средина додававме малку сецкана свежа блитва и наодозгора 2 колбаси скараџиски кои што ги подпековме малку на скара и ги сервиравме. Господја, вака убаво изгледа. Се надам ќе биде и многу вкусно. Знам дека ова месо е перфектно и е многу сочно, многу меко за конзумирање. Тоа дека е готово, не се сомневаме, види се распаѓа. Ќе земеме една лажица, да ставиме малку од овој преубав сос од колбас и шампинјони. Ето така. И овдека имаме. Господја, пробајте, уживајте и критикувајте, ако е за критика. Преубаво. Преубаво. На зачини дали е погоден? Све. Месото да не мрда? Не е живо? Не е живо. Нема простор за Немало критика. простор за критика, за 20 минути е све готово.
Па добро, ете, се трудиме. Не секогаш, никога нешто не е како што треба да си кажуваме, но овој пас не е готово, дефинитивно. Прекрасно е. Ви благодарам многу. Ви благодарам многу, Тим Домати, одлична идеја за главно јадење и шеф Боби беше инспиративен кога стана збор за комбинација на свинска коленица која што имаше од намирниците и гиро пита. Така е. Па еве го крајниот резултат пред нас. Задоволен сум, Сања, на крајот како излезе сето ова. Имавме свежа свинска коленица. Најпрвин во тава со малку масло за јадење, кристал и путер додадовме прасна тркалца, убаво да ни се пропрши, потоа додадовме ситно исецкано месото од свинската коленица, ги тргнавме на страна жилите и тетивите, го оставивме само мевцето, го оставивме убаво да се пропрши и мевцето заедно со празот, потоа додадовме малку буковец натре, мешан зачин еленка, сенф додадовме, малку водичка, сол и бибер. Сето тоа го оставивме убаво да истинста и на крајот на гиро лепчињата ги ставивме во една тава, од озгора додадовме кисела павлака, го додадовме целиот фил кој што го направивме од озгора и рендан чедар кашкавал. Сето тоа отиде во рена да ни се пече на потивко малку, за да бидеме сигурни дека сето тоа е убаво испечено. На крајот малку кетчуп и оригано, имаме убаво главно јадење. Се надевам дека е вкусно многу. Кисели краставички исто така, Сања, еве сега ги гледам. Да. При пржење на мевцето. Ова може се да се повтори и со свинско каре, може и со свинско филе, па дури може и со јунешко мевце некој да се направи. И исто така ќе биде вкусно. Сега ќе ни каже господјата дали се допаѓа овој вкус. Малку мевце. Поверете, господјо, дегустирајте, уживајте. И Боби да проба. И Боби сака да проба. И треба да се проба, затоа што ова Треба да пробам да видам како е изгледа оваа одлично. комбинација, Сања, на вкусови. што ќе ни каже Илица, Искрено. тоа е најважно во моментот. Вкусно. Да, ви се допаѓа? Вкусно, да. Месото се подготвено како што треба. Супер е. За 20 минути? За 20 минути. Верувале или не, но вистина е. Вистина е. Да, ви благодарам многу, Тим Пиперки. Чиста десетка. Со чисти десетки си заминуваат редовно секој ден шефовите, а како и некога имаат навистина многу интересни и убави идеи кои што ги реализираат за 20 минути, а во сето тоа секогаш треба да имаат и десерт. Им некогаш имаат еден, но најчесто по два. Па еве, денеска имаме два, имавме голема количина на ананас и голема среќа што имав денеска перфектен асистент, па успеавме да направиме убави десерти. Кидеме со мусот најпрво, имавме ананас кој што го ставивме во блендер, додававме малку свежо нане, потоа на страна смативме сладка павлака, го додававме ананасот, додававме блендирани наполитанки кои што ги имавме и направивме еден убав свеж мус, кој што се надам ќе се допадне на господјата. Убаво го декориравме. Личи на лето, нели? Успеа, повелете? Личи нека стопли вака убаво. Да. Сам нека убав мус имаме, да. И после мусот ќе идеме на печениот колач. Речеш ако не пробаш. Не, ќе пробаме како и да е, не се гирете за тоа. Имаме печен колач каде што ананас додававме во блендер, ставивме 2 јајца, додававме наполитанки, млеко, малку пециво, ванилин шеќер и брашно. Направивме една убава густа смеса, каде што ја подпековме во резна и добивме еден убав печен колач. Да. Убаво, мекичко ова, како е. Иако не е суво, си имаме крем, ете како е господи, убаво подпечено, бомбон. Го само Светле да свари кафе, да си ги викне пријателките и да си уживате и да им раскажете како беше кај нас во Брза Којна. Преубаво. Преубаво. На здраве нека ви. Значи успешна реализација на се Успешна. На све. за 48 минути. А не. Колку? 20 минути. За 20, нема 48. Да видам, дали ќе ве збунам. Ви благодарам многу. Не може да ми збунете. После таков десет, добро е. Не. Ајде, сега имаме едни навистина интересни бомбици подготвени во тимот на Пиперките. Се посвети на нив Ти Илица. чувам, Сања, една, знам дека сакаш една да ти оставам. Само барам нешто со рацете. Една бомбица ќе оставам за тебе. Ала, Еве, ти вето.
Направивме едни одлични бомбици, вистинска домакинка и господјата направи убави бомбици за многу кратко време. Најпрви што направивме, една круша ја излупивме, ја ставивме во блендер да се изблендираме заедно со ванили и шеќер, потоа ги додадовме внатре и чоколадните вафли, ролери со чоколаден крем полнети, се до тоа го изблендиравме, малку рум додававме малку кокосово брашно, се до тоа господјата убаво го измеша и на крајот направивме бомбици кои што ги извалкавме во чоколадо, бело и црно, трошки од чоколадо, малку декорација од круша и имаме одлично десертче. На што ти личи декорацијата? Декорацијата на палма. Мене на рогови од елен. Па да, може и елен, да. Нели вака како глава на елен? Да, сега кога ќе размислиш така многу повеќе, да, на елен. Вкусни ли се бомбиците, Елица? Да, вкусни се. Сама ги направивте. Ќе пробате ли нешто од ова дома да подготвите? Ќе пробам. Лепчињата. Лепчињата, мислам дека да. Нешто што сите од гледачите сега во моментов може да го подготват, затоа што речи си кај сите дома имаме суп Така е, леп. тоа беше нашиот десерт за денеска сања. А тоа беше воедно и се подготвено за овие 20 минути во денешната брза кујна. Преостанува само да ги прашаме колегите зад камерите кој тим денес заминува како поуспешен. Дали тимот на доматите, шеф Никола и неговата асистентка Светлана? Или пак поуспешни се тимот на пиперките, шеф Бобан и Елица? И ваучерот од Меркур во вредност од 3000 денари ќе се замине во рацете на една од нашите денешни асистентки, а колегите го дадоа својот глас и велат. Поуспешен тим денес се тимот на пиперките, шеф Бобан и Елица. Честитки, Елица, 3000 денари во Меркур во команда. Честитки, господја, честитки. Ја мислам дека со на фората успеав. Па, мислам присудна беше на фората. Да, но како и да е, се беше одлично, ви благодарам. Како што ви дочекавме, така и ќе ви испратиме со сладко, господјо, манастирски локум направен по традиционален рецепт од Берова. Повелете. Перфето, одлични тестенини, број 1 се на пазарот. Повелете, господјо. Кристал, добро познатото масло за јадење, зачин од еленка и уште многу други производи. Благодарам што бевте мој асистент, господјо. Одлична реализација на сите идеи и во тимот на доматите. Светле, бевте фантастичен тим со шеф Никола. Се забавувавте, така? Да. Тоа е најважно. Тоа ќе Да. остане во вашето сеќавање, а исто и оваа вага како спомен од ова гостување. Убава забава и вкусна храна, најбитно од се. И подароци од нашите пријатели, манастирски локум, направен по традиционален рецепт од Берова, повелете. Тука не е одличната тестенина, денеска имавте прилика да ја пробате перфето. Број 1 на пазарот, навистина брзо се вари, 100% дорумченица. Кристал, маслото за јадење, еленка, зачинот и уште многу други производи кои што секој ден да ги користиме ние во кујната. Повелете. Ви благодарам што бевте мој асистент. Ала многу. Ви беше многу драго. Тука ќе им се заблагодариме и на гледачите кои што со внимание не следеа и во денешната брза кујна. Ви дадовме супер идеи и ве оставивме во убаво расположение. Продолжете и понатаму со насмевка и бидете со нас повторно и утре во редовниот термин. Довидување.